Алијанса од партија која им дишеше за врат на Дуи, стана партија која зависеше од добрата волја на Дуи или на Лен. Затоа што требаше некој да ги приклучи. Таму се води уште борба за печатите, кој ќе добие партијата. Добро, судски села ја доби. Села ја доби, овие се жалеле, треба, ја не знам и судот зашто, сепак во предизборие се требале да ги земат таа хитност. Каков е базенот на гласови кој што го има ВМРО ДПМН, а колку е оној на Гордана Седански или така да речем независни или Види, не, сега реално. Тоа што не се партиски пример, за колку донела Гордана Селјановска во Мислиш и левичарски гласови колку може да се левичарски центристички не е битно. Види сега, реално не верувам дека разликата помеѓу ВМРО гласови и гласови на професорката е голем. Па, например, беше голема разликата, еве да ги споредиме изборите за градоначалник на град Скопје. 50.000 гласи имаше плюс повеќе Даниела Арсовска од листата на ВМРО ДПМН. Знам дека листите не се мерило за градоначалничките, но има некоја Па види, тоа би бил интересен пресвор сега, не, тоа е менува целата приказна. Ја верувам дека партиите знаат, иако, например, кај албанците седи се води една битка, наратив тамо, кој чии гласови добил, ние ги знаеме тие гласови, знаеме по местни заедници, по згради, по куќи, значи се знаат тие. Тогаш ќе видиме како се активира ВМРО. Можеби ова е причината зашто они ја зајакна риториката против Дуи, му се вртат на Влен, можеби за да ги привлечат тие кои не ги очекуваат во втор круг. Сега ова се шпекулации, реално не можеме ја. Не, па ние тоа сега правиме момент. Да, ама тие сигурно ги знаат. Ја ти гарантирам дека и СДС знае, и ВМРО знае, кај утнале, што добиле, што им е така екстра ќар некој. Да. И ќе работи во вториот круг. Ја ги гледам некои активисти, значи и по села знаат каде кој што гласал, кои му биле мотивите, дали му бие тие локалистички да делуваат. Заборај се, не велам за Тетово, значи у Тетово Влен изгуби. Гостивар Таравари добија, сепак е градоначалник таму. Да. Таму расте. Доби со мала разлика. Да, мислам дека беше 50 или 70 гласа, така нешто. Да, минимална разлика. Али не е тоа лош успех ако се земе во обзир дека во сите други места изгуби. Изгуби сериозно, например, у Кичево изгуби 8,5 со 2 и нешто. Изгуби во Струга, изгуби во Тетово, изгуби во Чаир, значи 75 гласа има во Гостивар. Појќе. Значи само Гостивар и Теарце, мислам дека Теарце на пример има голема, да, Теарце има, ти знаеш, има и голема турска заедница, така да овој наратив, јас сум добил албански, ти не албански гласови малце. Гостивар има турска заедница голема, Теарце. Како нема сега таа заедница. Добро, растеле заедно, значи можеби тоа било причина. Друго е кога на парламентарни излагаш, тоа веќе гласаш нешто што очекуваш да ти биде влада. Така да верувам дека мислам на Дуи со самиот факт што доби со 50% разлика, тоа му оди у прилог. Ама тоа е уште една потврда дека Дуи практично е бастион на... Види, реално они има структура. Ако некој можеше да им парира, беше Алијанца. И Алијанца беше, како да ти кажам, само нападната од лидерот на таа партија. Од Таравари. Можеше тоа, можеше на друг начин да се изведе. Али на последните парламентарни избори Алијанца имаше со алтернатива 12 пратеници, други имаше 15. 15, да. 25.000 гласа беше разликата. Беше 105 негде на 70 нешто. Сега Алијанца имаше специфична изборна специфичен изборен менталитет, да кажем, специфични подржувачи. И ја верувам после овие наративи, после изборите без услови, со услови, од Алијанца, голем дел од нив издега од ДПА. Значи, тоа е... Значи, ние знаеме да ги, како што знаеме, да разликуваме кој е со ВМРО, кој е со СДС, малце од 15 минути муабет, знаеме ми и кој е Алијанца, кој е Дуи, кој е Беса. Да. И Алијанца беше поспецифична. Таа не беше, како да ти кажам, не беа тие подржувачи ориентирани кон власта. Туку беа кон принципите. Тоа се случува од 93 година, со ДПА, па со Алијанца. Алијанца излезе од влада 2000, кога беше тоа? 2019. 19. As a matter of principle, затоа што
не се чувствува дека се доволно почитувани за да останат во влада. Затоа ти велам, нивните поддржувачи се по-специфични. И верувам дека првиот изборен круг, наративот кој сега се наметнува, ќе влезам у влада, не сум ти, не сум овој, може да има сериозен позитивен ефект за групацијата во која е села. Затоа што ти викам, таа има специфична филозофија. Значи, ДПА, Алијанса, повеќе беа филозофија отколку политичка партија со калкулирани цели, еве така да културно да ја дефинирам. Значи така се попрецизно, значи mind oriented им е во еден правец. Да. Така да можам ја да препознам, имам пријатели, братучеди, роднини, познаници кои се. Зашто според вас ова го направи Таравари? Затоа што Види, стварно Алијанса беше можеби најсериозна конкуренција. Ама Алијансијат беше едина албанска политичка партија поред ДУИ која имаше инфраструктура во сите албански населени места. Значи има ДУИ, као кросан што го викаат у Македонија. Значи во Македонија. сите, значи Алијансија немаше кај ја немаше. Да. ДУИ секако го има секаде, али Алијанса беше единствената. И сега таа се подели во незгоден период. Тоа може да го направеа прошла година у мај, ќе се консолидираат. Викам затоа што тоа е филозофија, сепак е специфична избирачка група, не можеби ќе имаше друг аутком, можеби тие и сами ќе одат на избори. Сега види, Алијанса од партија која им дишеше за врат на ДУИ, стана партија која зависеше од добрата волја на ДУИ или на Лен. Затоа што требаше некој да ги приклучи. Таму се води уште борба за печатите, кој ќе добие партијата. Не? Добро, судски села ја доби. Села ја доби, овие се жалеле, треба, ја не знам и судот зашто, сепак во предизборие се требале да ги земат таа хитност во одлучувањето и да одлучат. Некоја одлука донесо, ама таа е веројатно на првостепена. Значи првостепена ја доби села. Села, да. Да, и сега второстепена од Таравари се жалеа, второстепен суд апелација треба да одлучи у Гостивари и се развлече целиот. Ја не знам зошто, требаше значи сериозно да се стави во забрзана процедура за да знаат ама сепак гласачите сега знаат и поддржувачите на Алијанса знаат како се движи Алијанса, кај е поддршката на Алијанса, затоа што ги знаат бројките. Па да, ти викам ги знаат. Ги видов мисија. Помали ги знаат. Сега ама ја согласам Алберт со тебе дека порелевантни се парламентарните од претседателските избори, бидејќи на парламентарните се гласа за друга филозофија на гласање, со друга филозофија гласачот излегува од дома. Да. За кога се гласа за претседателски избори, посебно во услови кога има 7 кандидати, меѓу кои што 5 беа нови или 4 беа нови, ако го случиме Таравари, бидејќи повеќе време на политичка сцена, за прв пат се појави Максим Димитриевски. Да, не спорно е тоа. Кој што го имаше тој ефект на прв пат се појавува, ајде да видиме, да му дадеме поддршка, да продолжи понатака и така натаму. Реално јас од Максим Димитриевски немам слушнато некој став кој што, не знам, ќе падне му несвес. Има така моабет, круте во комуникацијата со луѓето, не е приличен број на гласови. Ја обично ги почитувам сите гласачи. Значи, не, јас ги почитувам, ама сам да кажам. За 80.000 те почитувам, значи нема тука, пошто тоа се наши сограѓани. Секој и ја и ти имаме иста тежина на глас. Така да не ми е тоа. Види кај албанците реално. За ефектот тоа сакам да го кажам, за ефектот на секако се зголема. Дуи наспроти Влен. Не, секако дека има. Како беше Европски фронт или како им беше на Дуи коалицијата? Фронт Европјани. Да, Европски фронт, да. Европски фронт наспроти Вреди, наспроти Влен. Види стандардно, иначе има зголемување. Бидејќи они излегува со огромни ветувања, сега ќе ги прегазиме Дуи, ние ќе ги победиме, Дуи бега и така натаму и секој ја поставија толку високо, ги поставија очекувањата, а исполнија 100% помалку од тие очекувања, значи 50% изгубија и 50% штрале да добија. Разни ветувања, еден глас помалце. Каков ефект ќе има тоа? Не, прво стандардно има ефект од 10-15% зголемување. Од претседателски за, значи два ефекта имаме. Едниот е од претседателски на парламентарни, кај што кај претседателските албанците стандардно од првиот избор на претседател со ваков начин немаат голем интерес, затоа што не се наивни гласачи, има некоја работа, значи што у среда он нема да го изгуби тој ден за да оди да гласа. И второ е ефектот на победникот. И тој може да донесе 10-15%, ќе ги видиме тие бројки.
И тие рефлектирани во претенчки места се сериозно влијание. Тие еден глас може да ти смени разлика во 2, а камоли 10, 15, 20%. Секој глас е разлика 2. Да. Тоа сакам ти кажам. Ама и ефектот врз организирањето на политичките партии во опозицијата сега, ако они имале толкави очекувања, не постигнале ни приближно до тоа што го ветувале, тоа што значи внатре коалицијски или внатре партиски може да има распад и судир. Види се, тек иде, да хипотетички да предпоставиме дека они ќе преговараат за влада. Што реално Дуи ги прегази на секое поле. Да. И додека беа во влада, ги искористија као пепељари, да не употребам друг побезобразен збор, ги ставија, па ги извадија од влада, па после пак си ги зема од влада, па пак ги извадија од влада и така си ги изгореа, си ги употребија во нивна корист. И сега покажа Дуи дека единствен албански фактор политички во држава де факто е Дуи. И види се, Дуи е у коалиции и со Алијанса. Значи не е тоа, не е шега, затоа ти објасни на почеток Алијанса е филозофија, не е тоа баш. Значи тоа е стандардно. Да. Значи албанците од 92 година гласаат по приближен терк. ДПА, ПДП, ДПА, Дуи, ДПА, Алијанса, Дуи, значи тоа е тој Два блока отприлике биле и кои биле различни и по пристапот и по структурата на подржувачите така натаму. Сега од една страна имаме Влен кој наметнува опозицијски наратив, независно од тоа што биле, не биле така натаму. Па сите биле у но власт. не се хомогени. Не се хомогени, значи. Сепак се тоа политички партии со своји структури, ја гледам и во изборната кампања настапува во име на истата цел, нели, избор на председател, ама секој настапуваше Посебно. и посебно и заедно, ама таа структура да никој од нив не ја распушти да ја спојат во една партија која би продолжила по патот. Сега ќе ги видиме резултатите. Првичните укажува на тоа дека Дуи ќе добие и ќе добие, верувам ја, сериозно ќе добие. Земајќи ги овие два ефекта што ги има, и тоа со расчистувањето на правецот во кој од едниот и вториот лидер на Алијанса, затоа што имаме разлика сега и во ставови, и вториот е зголемувањето на гласачите во однос на председателските, затоа што стандардно е тоа. Тоа не е нешто што ја го измислувам. Сега ако одиш години изборни циклуси наназад, ќе видите кај што немало заеднички избори, одзивот бил помал. Да. Кај што имало заеднички, поголем. Затоа и ги имавме локалните еднаш, мислам, со председателските. И се зголемува тој. Што е моето мислење за председателските избори? Тоа е друга тема, може да ја продолжиме. Но верувам дека ќе има сериозен. Сега ако ВМРО успее, например, да ги задржи овие бројки, СДС не успее да ги зголеми или да ги привлече или да апелира или не време дека сите излегли да гласаат, тогаш може да се смени малце реалноста. Тогаш наративот веднаш ќе се смени. И ја гледам малце види, тој што добива, тој наративот го омекнува. Што има зихер. Значи добива 100%, го омекнува наративот затоа што утре треба да има седне. сигурна ситуација, Има сигурна ситуација, не треба да тензии да подига, он утре иде и седнува на маса. Знаеш, кога седнуваш на маса ти правиш компромиси. Добро, Мицкоски не го прави тоа. Па сега не знам зошто. Не знам зошто, реално, например, се наметнува теми, ала овој ќе биде, значи кај албанскиот електорат некои принципи се различни. Сега да ви дам point of reference се вика. Значи двете најголеми албански партии од 90-та година не беше ДПА, беше ПДП и НДП. Ги нема. Сега може би постојат као печати или као така, ама ги нема во парламентот. Значи албанските гласачи знаат Да и казнат. да те подржат, те казнат. Значи ги нема тие. Замисли се, таа 90-та година биле ВМРО, СДС, ПДП, НДП. ПДП и НДП ги нема, ВМРО, СДС се менуваат. Значи различен пристап на гласачите. Знаат да казнат и знаат да те подржат и да ти дадат шанса, и тоа се случувало. Не е тоа нешто чудно. Така да било која неприродна активност, сега се ја културен, вака се изразувам културно, било која неприродна активност на албански политичар, реакцијата е брза. Значи неприродно не може да биде. Добро, ова кокетирање на ВМРО со Влен е таква една активност?
Види сега, и некоја причина има. Дали им руши или им додава у рейтинг затоа што нели сега очекувањата се дека ВМРО може со Влен да направи влада, па сега Абе види сега. тоа би им го ВМРО може дигнало. да направи сама влада, не е тоа. Значи имавме ние приказни прошла година дека ВМРО и СДС ќе направат влада, ќе го избацат Дуи, Алеанца. Имаме разноразни муабети. Сега треба се вратиме во реалноста и да видиме колку се тие реални и можни. Иначе зошто не може? Имаше седен и Зборам од Значи, аспект имало дали го ВМРО. дигаат или го спуштаат рейтингот. Па ја на не Влен. верувам дека Затоа што јас знам Не му дека кај помага. албанците не му помага тоа на најмногу Влен. им пречи на Кој ќе ти каже онаа некој што да приказна прави? не, онаа приказна за добриот албанец. Па види сега, ние сме растеле со таа приказна. Не е тоа Знам случајна колку приказна. ме плаши таа, ја зборам ностоп Не, во бе, ама емисија. реакцијата е пробувам спротивна. да им Реакцијата е- објасните македонските гледачи. Реакцијата е спротивна, затоа што ние сме растеле со тоа, ние сме имале, например, предпоследниот председател на СФРЈ бил Синан Хасани. Албанците не се идентификувале со него, затоа што него го избрал таму некој, или Милошевиќ, не знам, било кој друг, и го ставил во председателство на СФРЈ. Он, нели, се менуваат тие секоја година по еден. Да. И албанците за нив Асинан Хасани, а некој друг таму исти беа. Значи немаше емотивна поврзаност. И тоа е стара историја, ние сме растеле со значи ќе излезат тие функционери на Комунистичка партија по телевизија ќе кажат ови се поштени албанци, ови се лоши албанци, ови се редентисти, ови се добри. И ние тоа сме растеле, а ти ако не се идентификуваш со тој што ти го фали овој, ти формираш природен анимозитет. Сега замисли да ти дојде тебе некој, ај се да не кажам ни од Србија, ни од Бугарија, да кажам еве од Хрватска. Така, значи, Да. по непријателска е, разбира, така, по Хрватска е прилично пријателска со Македонија. И дојде Пленковиќ и рече, македонци, вие да го гласате Милош, да не го гласате Алберт, пошто он е лош. Што ќе направи македонец? Кажи ми што ќе направи. Ке го гласам Ќе го Милош. гласа. Не. Видиш. Кај нас се обрат. А да? Не, кај нас е обратно. Па не, со СДС имаше таа Шолц доја ги фалеше, па Ама добро, Шолц, ти го гледаш као еден од клетите европјани, ме разбираш, што ни направија штети. Ама добро, тоа е, за тоа правам паралела, за тоа како албанците гледаат кога Или се некој случи тоа и за, мислам дека беше за претседателските избори во Турција, каде што од американската администрација дојде препорака нели да се подржи опозицијата и они изгубија.